Следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Нови 163 случаи на COVID-19 во земјава, 36 во Полошко. Поплавите во општина Теарце се резултат на градење хидроцентрали без критериуми. Кандидатот за премиер албанец од Дуи Зибери денес оствари средба со стопанственици на мали бизниси во Тетово. Започнуваме со првата вест. Денес се евидентирани 163 нови случаи на COVID-19 во земјава. 25 се во Тетовско. Институтот за јавно здравје бележи 40 оздравени пациенти. Во последните 24 часа се направени 1074 тестирања, а регистрирани се 163 нови случаи на COVID-19 во земјава. Најмногу, односно 70 се од Скопје, додека 25 се од Тетово и Тетовско. Во градската општа болница 8 септември починаа 3 лица. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 40 оздравени пациенти, од кои 9 се од Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција рече дека верува оти граѓаните ќе ја сватат сериозноста на проблемот и ќе се придржуваат до мерките, а здравствениот систем прави план за капацитетите. Покрај постоечките капацитети за пациенти со COVID-19, на располагање би се ставиле и болниците во Лешок, Јесеново, Кавадарци и други, но целта е, вели Филипче, да не дојде до тоа. Министерот истакна дека очекува намалување на бројот на заразени од коронавирусот, но предупреди дека потоа ќе следува есента, кога бројот може повторно да се зголеми. Изминатите 5-6 дена факторот на пренос е под единица, се надевам дека така ќе остане, дека во следниот период врз основа на тоа ќе видиме и намалување на бројот на пациенти. Ова повторно кажувам дека го кажувам со резерва, меѓутоа доаѓаат есенските месеци, во кои што и времето нема да биде убаво, ќе бидат луѓето повеќе на затворено, ќе почнат да работат и школите, и тоа се сериозни ризик фактори, заедно со останатиот број на пациенти заради друга патологија, кои што очекувано би ги пополниле истите капацитети, кои што се сега пополнети, и тоа може представува навистина сериозен предизвик за нашиот здравствен систем, многу поголем предизвик и од првиот и од вториот бранд, не само кај нас. На секаде во регионот, секаде гледаме пораз на пациентите. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 5758. Бројката на оздравени пациенти е 2206, на починати 268, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3284. Се шири заразата со коронавирус во регионот на Гостивар. Со новите 11 случаи евидентирани денес, бројката на активно болни на подрачјето достигна 60. Порас на бројката на заразени со коронавирус во поширокото гостиварско подрачје. Министерството за здравство потврди 11 нови случаи. Гостиварските медицински служби имаат информација дека 5 се од територијата на општина Гостивар, а 3 од општина Врапчиште. За останатите се уште нема податок затоа што најверојатно се тестирале директно во Скопје. Денес се регистрирани и 2 оздравени пациенти, со што бројката на активно болни во регионот на Гостивар моментално е околу 60. Откако почна ковид пандемијата, лекарите се соочуваат со различни проблеми во однос на отвореноста на пациентите да зборуваат за своите симптоми. Голем дел од граѓаните се плашат и им се јавува паника доколку треба да одат на преглед и да побараат лекарска помош. Пациентите имаат фобија од ковид и хоспитализација и честопати заради тоа не ги кажуваат симптомите точно, вели доктор Мухамед Али Хајредини, кој е член на кризниот штаб во општина Врапчиште. Има и други заболувања, освен ковидот, освен коронавирусот, тие се плашат, например, да го кажуваат тоа што се случува стварно. Оти треска, кашлење, други симптоми, имат и други болести. Овој страв, значи, кај населението, еднаш и заувек треба да се макне. И тоа што? Ова треба да се научиме дека вирусот е присутен.
ама не секој симптом е врзан со COVID. И тоа треба поинаку да се објасни дека секој пациент што оди во болница или во клиника не се задржува тој за коронавирусот. Медицинските лица сметаат дека е неопходна подобра едукација на населението за пациентите да го надминат стравот, да не ги кријат симптомите, со што лекувањето за било која дијагноза ќе се спроведе поефикасно. Инаку во гостиварскиот регион досега вкупно се направени над 630 тестови за корона. Сдруженијето Еко Герила со реакција дека поплавите во општина Теарце се резултат на градење хидроцентрали без критериуми и стандарди. Инаку по излевањето на реката Габровница, сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце се одвива нормално, а штетите допрва ќе се утврдуваат. Од Сдруженијето Еко Герила велат дека штетата направена на околината за да се отворат патиштата каде што се изградени хидроцентрали е создавање можност за поплава, каква што пред 2 дена имаше во општина Теарце. Сечење на дрвјата, копањето на земјата, пренасочувањето на речните корита, но и воведувањето на речните води во цевките за финансиска корист на некои луѓе, блиски до централната и локалната власт, создаваат лизгање на земјиштето и поплави. Од Еко Герила велат дека повеќе пати ги предупредиле надлежните веднаш да престанат со изградбата на овие хидроцентрали, со образложение дека ја уништуваат животната средина и екосистемот, а од следната влада бараат да ги разгледа издадените решенија и концесии. Инаку реката Габровница кај мостот во село Доброште се излеа пред 2 дена, при што го поплави регионалниот пат Тетово-Јажинце и неколку земјоделски површини, а уштети повеќе електрични столбови. Градоначалникот на општина Теарце Исена Сани рече дека за потенцијалните опасности од поплави алармирал уште во 2015 година кога се излеа реката Поника. Тој побарал од надлежните да се чистат речните корита. Тогаш кога го доживевме елементарна непогода со река Поника во исто село во Доброште, им реков луѓе овде постои опасност, мора да се чисти коритото и мостот, бидејќи може да се блокира патот. Тоа што Исена Сани барал од органите кои се одговорни, значи кризниот штаб, и денес е каков одговор имамо ние. А пак да речемо благодарение на тоа што немамо жртви. Денес сообраќајот на регионалниот пат Тетово-Јажинце се одвива нормално, а штетите од поплавата во општина Теарце допрва ќе се утврдуваат. Со промената на власта ќе дојдат нови генерации на политичари кои ќе работат во интерес на народот. Нашата коалиција Алијанса за албанците алтернатива ќе го врати достоинството во секое семејство, порачаа лидерите на двете партии Села и Гаши на конвенцијата во Тетово, на која ги промовираа кандидатите за пратеници. Нашата коалиција ќе го промени политичкиот менталитет во државата и ќе овозможи равномерна распределба на буџетот, рече лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села на промоцијата на кандидатите за пратеници која се одржа во Тетово. Тој го обвини Дуи Али Ахмети дека во време на 18 годишно владење не успееле да обезбедат елементарни услови за албанците, а сега бараат премиер албанец. Вие имате право да сонувате за подобро здравство, подобро образование, подобар живот пред се. Ние тоа со алтернатива ќе ви го возможиме. Сакаа да не ставаат во една игра едно општество за сите, но не успеа. Ние нудиме други опции, заосновани врз програма една од подобрите. Со промената на власта ќе ги почувствувате промените, но промените нема да се почувствуваат само во Скопје, туку и во Тетово и во сите други градови каде живеат албанци. Ние во 2016 година мислевме дека гурнавме режимот, но се урна само полу од режимот. Нашата коалиција ќе донесе промена, но и пат на другиот дел од режимот. Ние нема да дозволиме нашиот јазик да биде нарекуван 20%, туку само албански јазик.
Председателот на Алтернатива Африм Гаши истакна дека конвенцијата на нивната коалиција не е обична. Тука од Тетово започнуваме кампања која ќе донесе промена во политиката. Тој истакна дека овие избори се многу важни за албанците и представуваат своевиден референдум. Ова не е обична конвенција. Од вечерва започнува караванот кој ќе донесе победа во Македонија. Ако нашиот досегашен политички ангажман влијал барем ка еден човек да верува дека во нашата држава може да се живее подобро, тогаш тоа е мотив повеќе ние да се бориме и да победиме на 15 јули. Мора да се смени политиката, за да го спречиме екзодусот кој се случува на државата. Јас не се занимавав со политика, но многуте неправди ме натера на тоа. Затоа нови избори треба да одлучите дали ќе гласате за да продолжи селувањето или овој екзодус да престане. Гаши е носител на листата во втората изборна единица, села во Шеската. Пред присутните на градскиот плоштад во Тетово се обрати и дел од кандидатите за претеници и носителите на листите од оваа коалиција. Кандидатот за премиер албанец од ДУИ Насер Зибери денеска оствари средба со стопанственици на мали бизниси во Тетово. Пред медиумите ги кажа неговите заложби, доколку се оствари идејата за прв премиер албанец. Тој смета дека негирањето на кандидат за премиер албанец од одредени политички субјекти е непотребно. Државата веќе е зрела и повеќе не треба да си има предрасуди. А тоа е дека за прв пат во земјата покрај двете перманентни структури и алтернативи се наметнува една трета опција која се обидува да го скрши црно-белиот свет кој досега им се нуди на граѓаните. Затоа ми беа неразбирливи острината со која се спротивставија на идејата да може на граѓаните да им се понуди еден можен кандидат за премиер албанец. Затоа од тука им праќам порака. Нивните аргументи со кои се спротивставуваат на оваа идеја да седнеме пред јавноста да ги аргументираме. Да седнеме пред јавноста и да ги убедиме граѓаните со своите сугестии, алтернативи, визии како сакаме да ја градиме оваа земја во иднина. Тој порача дека ќе ги застапува сите граѓани на државата. Јас не сакам и нема да бидам премиер само на албанците. Јас претендирам да бидам раководител на идната влада која ќе придонесе оваа земја да ја правиме поперспективна, поевропска, земја во која секој ќе се чувствува комотен како во својата куќа. Зибери попладнево се сретна со стопанственици на мали бизниси, а оствари средба и со тетовската младина. Носителот на листата на ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија во 6-та изборна единица Дафина Стојановска денес беше во посета на неколку приватни фирми во Тетовско фалише. Секојдневно имаме поскапувања, вработувања нема, има откази, а приватниците и бизнисмените се оставени без помош од државата и тоа во ситуација кога токму државата треба најмногу да им помогне. Економијата е наука. И ако некој не може да направи таа да биде во полза на граѓаните, тогаш тој некој може да стане економски убиец на сопствената држава. Ете тоа е она што ни се случува наназад 3 години. Затоа ни е потребна сериозна обнова. Обнова која што ќе направи младите да немаат долг за утре, а истовремено на тие млади денес да им се делат или да им се ветуваат некакви си ваучери. Тие ваучери не се ниту некаква милостина, ниту некаков економски изум од сегашнава власт. За тие ваучери парите се наши и ние ќе ги враќаме долговите за нив. Затоа велам дека време е за сериозна обнова, обнова која што повторно ќе не врати на високите места во ранг листите меѓу најдобрите. Ние тоа го можеме, го знаеме и сакаме да го направиме. Едноставно се гради иднината кога се сака татковината. Додека СДСМ ја носи државата на правиот пат, ВМРО ДПМН носи обнова на режимот и се однесува неодговорно и опасно, наведе кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ од Гостивар Драголюб Филиповски.
СДСМ има кадри кои државата ја водат на прав пат, додека политичките противници не ги признаваат успесите и носат обнова на режимот. Подлече во своето излагање во рамки на кампањата за парламентарните избори, кандидатот за пратеник од редовите на СДСМ од Гостивар Драголюб Филиповски. Граѓаните прават јасна разлика меѓу одговорното државничко однесување на СДСМ и незрелото деструктивно антинародно дејствување на ВМРО ДПМН. Со СДСМ иднината е сигурна. Тоа е иднина во ЕУ и НАТО. Иднина со повисоки плати, со стабилна економија. Иднина со осигурано здравје на граѓаните. Понудата на СДСМ на овие избори е понуда која носи план за успешно справување со последиците на корона кризата. Уште посилен економски раст, уште поодговорни институции, уште понагласен напредок. Подготвивме мерки кои обезбедуваат ред, правда и дисциплина. Филиповски го нарече однесувањето на ВМРО ДПМН и председателот на партијата Мицкоски неодговорно, незрело и опасно. Додека СДСМ носи одлуки и решенија за проблемите на граѓаните, од другата страна е понудата на ВМРО ДПМН која нуди самообнова на режимот. Граѓаните го гледаат незрелото и опасно однесување на Мицкоски и ВМРО ДПМН и затоа ќе го казна на 15 јули. Граѓаните гледаат и знаат кој застана исправено и одговорно против коронавирусот, а кој лажеше, креваше паники и кршеше здравствени мерки. Гледаат и знаат кој во време на забрани шеташе по теретани и кафеани, додека здравствените работници неуморно се борат со коронавирусот. Граѓаните знаат кој носеше одлуки на отворена сцена пред нив и со нив, а кој нема став, кој се крие, кој бега од одговорност, кој не собра храброст ни да аплаудира во Македонското собрание кога го ратификувавме нашето членство во НАТО. Во обраќањето, кандидатот за пратеник од СДСМ од Гостивар рече дека членството во НАТО е влезна карта за Европската Унија, од кои фондови за земјата биле обезбедени 2,5 милиарди евра. Незаконско ловење, пустошење на шума, повреден пешак. Ова е само дел од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 13 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 39 и 45 годишникот Тетовско фалише поради основи на сомнение за нивна инволвираност во незаконит лов во атарот на Тетовско Новосело 1. Одземена им е ловечка пушка, извршене увити се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вработен во јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Шар од Гостивар, вчера во 8 часот и 30 минути пријавил дека во периодот од 15 до 25 јуни годинава извршено е пустошење на шума во атарот на гостиварското село Куново, во местноста Црн Врв. Според пријавеното, пресечени биле повеќе дабови стебла на површина од хектар и пол. Увид извршила екипа од Доделението за внатрешни работи Гостивар, а се работи на расчистување на случајот. Вчера во 15 часот и 40 минути било пријавено дека на булевари Линденска во Тетово патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано 23 годишникот Тетово удрило во 35 годишен пешак, жителка на село Слатино. Во незгодата таа се здобила со тешки телесни повреди, пошто е пренесена во клиничката болница Тетово за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид од јавен обвинител и екипа од СВР Тетово. Вчера исто така, во 13 часот и 30 минути во полициското оделение Теарце било пријавено дека на локалниот пат Јелошник Глоѓи во местноста Црвеница, атар на селото Глоѓи, 53 годишник од истото село, управувајќи трактор на кој имало закачено приколка натоварена со огревни дрва, се превртел. Лицето починало на самото место. Извршен бил увид од јавен обвинител и екипа од СВР Тетово, пошто телото на починатиот било дадено на семејството. Следуваат спортските вести со колегата Павле Симовски. Управниот одбор на Кошаркарската федерација на Македонија донесе одлука за комплетен прекин на второлигашката конкуренција.
Иако беше планирано новите прволигаши да се добијат преку одигрување на плей-оф по нокаут систем, сепак од КФМ одлучија дека нема услови за такво нешто. Според последната одлука, екипите на ТФТ од Скопје и Црн Дрим од Струга како првопласирани на табелата во двете групи, обезбедија пласман во повисок ранг. Тоа значи дека кошаркарската прва лига за наредната сезона ќе брои 12 екипи, а од лигата ќе испадат последните 4. Екипата на Тетекс од Тетово, која настапуваше во втората лига Запад, првенството официјално го заврши на 4-та позиција на табелата, без да добие можност да разигрува во плей-офот за пласман во прволигашката конкуренција. Екипата на Ренова, откако го продолжи договорот со стручниот штаб на чело со тренерот Бујар Ислями, ги продолжи договорите и со 8 фудбалери. Гафури, Бурим Садики, Велија, Фетаи, Селмани, Мишковски, Абдула и Нехар Садики ќе останат во редовите на гипсарите од Джепчиште уште најмалку една сезона. Раководството на Ренова со овој потек почнува да ја комплетира екипата која летово ќе настапи во квалификациите за Лигата на Европа, воедно и во новата сезона во првата македонска фудбалска лига. Екипата на Ливерпул и официјално ја освои титулата во англиската премиер лига. Второпласираниот Манчестер Сити синоќа беше поразен на гости од Челси со 2:1. Така Ливерпул во моментов има 23 бодови предност на лидерската позиција на 7 првенствени кола до крајот, со што и теоретски е шампион на Англија. За Ливерпул ова е 17-та титула во историјата, а претходната ја освоија во далечната 1990 година. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете во добро здравје. Пријатно.